Символите играат голема улога во човештвото уште од неговите најрани периоди. Символот е целина од лик или предмет и значења што му се придаваат. Често нема суштинска врска помеѓу ликот и неговото значење, туку оваа врска зависи од општествениот договор кој му придава значење во рамките на одредена социјална и културна група. Символите служат за истакнување на идентитет на различни нивоа. Низ многовековната историја на територијата на Македонија постоеле неколку култури кои оставиле печат на своето постоење изразено преку символи, односно нивниот материјален дел, ликовите, употребени на разни предмети, накит, на монети, оружје, архитектонски објекти, на предмети за секојдневна и за религиска употреба. Од овие материјални докази и археолошки наоди дознаваме за разните култури и од нив дознаваме за нивниот однос кон символите што ги користеле. Едни од најчесто користените символи во Европа, па и кај нас, се лавот и орелот. Орелот е господар на птиците. Познат е како символ на титанска сила и одбрамбена способност. Тој е цар на висините и пратеник на боговите за оние луѓе што се достојни да ги примат нивните пораки. Затоа, тој како символ честопати е биран за државен грб. Во античките книги за животни, на орелот му се припишува моќ да гледа директно во сонцето, без при тоа да трепка и да ги премерува небесните пространства. Орелот е соларен символ и неговото значење често се поврзува со сонцето. Во древниот Египет орелот бил символ на Хорус, а во Рим символ на Јупитер. Во антиката орелот е представен како стој и на палката на Зевс. Во сириска Палмира орелот бил посветен на богот на сонцето. Орелот се појавил на воениот бајрак на Кир Велики во Персија околу 540 година пред нашата ера. Како символ на Римската република бил воведен во 102 година пред нашата ера од страна на конзулот Гај Марии. Во христијанската символика, 4 живи суштества на Светото писмо – човек, вол, лав и орел – традиционално се поврзани со 4 евангелисти. Орелот е символ на евангелистот Јован. Во словенската митологија орелот е Божја птица, владетел на небесниот простор и заштитник од градоносните облаци. Орелот се јавува и во исламската традиција, каде што црниот стандард на Мухамед бил познат како знамето на орелот, иако тоа не прикажува орел, туку е целото црно. Орелот се јавува во форма со 2 глави. За старите цивилизации од Мала Азија, тој ја представувал врховната моќ. Најстариот познат двоглав орел се појавува на цилиндричен печат на сумерискиот град Лагаш, околу 2500 година пред нашата ера. Потоа се јавува во древните цивилизации на хититите од Анатолија. Значењето на двоглавиот орел често се поврзува со двојноста. Со удвојување на главата се постигнува целосна симетрија кај орелот, која постои во целокупниот приказ на телото и крилјата, а само главата ја нарушува. Таа двојност на значења низ историјата представувала широка палета на спротивности. Така, двоглавиот орел на Византија може да ја представува симфонијата, единството на световната и духовната власт. Друго објаснување е дека едната глава го представува источното, додека другата западното римско царство. Со влегување на нова династија на власт, таа секако не сака да ги користи символите на претходната династија и таа промена веројатно водела кон усвојување на златниот двоглав орел на црвена позадина, кој што представува удвојување на римскиот едноглав, односно нормална верзија на орел од Римската империја. Двоглавиот орел, кој ќе прејде во Европа, се појавува во 12 век во големата Селџуčка империја во денешна Турција и Ирак, Месопотамија. Оттаму се шири на запад преку Северна Африка и исламска Шпанија. Двоглав орел за прв пат во европската хералдика се јавува на грбот на грофот Лудвиг од Саар-Верден во 1185 година.
Во европската хералдичка символика, едноглавиот орел се јавува во 1139 година на печатот на Роберт де Варвена. Орелот како символ преку Византија се поврзува со православната црква. Како таков, тој е присутен на многу сакрални предмети по црквите. Воедно, тој е и символ на Вселенскиот патриарх во Цариград и се користи за означување на црквите под негова юрисдикција. Двоглавиот орел станува символ на православната црква, а делумно се користел во времето на грчката борба за независност. Тој представува символ на авторитетот на Вселенскиот патриарх, поглавар на екуменската црква со седиште во Истанбул. Црн двоглав орел на жолто платно е символот на многу манастири и цркви и на автономната монашка република на планината Атос. Двоглавиот орел од Византија ќе биде пренесен и во Московска Русија и оттаму ќе се интегрира во денешниот грб на Руската Федерација, како и на Србија и на Црнагора. Кога Грција станува република во 1924 година, во средината на Белиот крст бил поставен двоглав орел. Овој грб бил во употреба само 2 години. Двоглавиот орел го нашол своето место на символот на грчката армија, каде што на градите носи син штит со бел крст. Во Рихтенталовиот грбовник, посветен на соборот во Костанца во 1415 година, е даден блазон бел орел на црвен штит за Стефан Лазаревиќ. Белиот двоглав орел на црвено поле се среќава како грб на српската владетелска династија Немањич во илирските грбовници, почнувајќи од крајот на 16 век. Во 1882 година грбот на обновеното кралство Србија е базиран на грбот на стара средновековна Србија со цел да се воспостави символичка врска на континуитет. Тој е двоглав бел орел на црвен штит со кралска круна. Над двете глави на двоглавиот бел орел стои кралска круна. Под секоја канџа по еден кринов цвет. На градите му е грбот на кнежевството Србија. Бел крст на црвен штит со по едно огнило во секој агол на крстот. Орелот останува на грбот на кралството на србите, хрватите и словенците во декември 1918 година, кога бил донесен нов, сложен грб. На кралскиот грб доминирале делови од грбот на поранешното српско кралство. Тоа било и логично, бидејќи на чело на државата бил Петар I Караѓорđević, кој дотогаш бил крал на Србија. Грбот на србите, хрватите и словенците е двоглав крунисан орел кој на градите има сложен грб. Штитот на градите на орелот е пресечен и полурасечен. На првото поле е српскиот грб, бел крст на црвена основа со 4 огнила во секој агол. Во второто поле е хрватскиот грб, така наречената шаховница, а во третото словенечкиот, полумесечина со 3 звезди. Грбот има и голема мантија. Во текот на Втората светска војна, грбот на Србија е представен без круна на штитот. По Втората светска војна избран е нов српски грб, без орел, кој бил вратен на грбот во 2009 година, кога практично го врати грбот од 1882 година. Влијанието на европската хералдика на Балканот се чувствувал и во Албанија. Влијателни семејства што владееле со малите кнежевства имале своји грбови. Едно од најзначајните семејства е Кастриот, кој има амблем двоглав орел со шестокрака звезда меѓу главите на орелот. Ова се гледа од печатот на документ испратен од Ѓорги, Герк, Кастриот Скендербек до папата Пии II во 1459 година. Скендербек е роден во Круја, денешна Албанија, како син на Јован, Ѓон Кастриот, кнез на Епир, кој ги вклучува денешните албански области Мата, Круја, Мирдита и Дебар. Јован Кастриот, кој војувал на страната на Венеција по поразот од отоманците, бил должен да плаќа данок, да учествува во воените походи на страна на отоманците и да ги даде своите синови како заложници кај султанот.
Во 1443 година Скендербек се одметнал од османлиите и кренал востание во Дебарско и ја освоил Кроја, која била негово седиште. Поддржувал дипломатски врски со Неапол, Венеција, од кој барал помош во борбата со Отоманската империја. Останал запаметен како голем војсководец и последен штит на христијаните на Балканот пред налетот и освојувањето на османлиите муслимани. Грбот на Кастриот се наоѓа во илирските грбовници. Во лондонскиот грбовник е даден како црн двоглав орел на златен штит со круни над главите на орелот. Во горниот дел на штитот, на син заоблен клин, има златна звезда. Челенката е црвен двоглав орел кој излегува од златна круна, а над главите има круни. Мантијата е сина поставена со злато. Војничкиот грбовник ни ја дава истата илустрација, но со поинакви бои. Штитот тука е црвен, додека орелот е син. Орелот на челенката е црн, но не излегува од круна. Мантијата тука е црвена, поставена со сребро. Разликата помеѓу печатот и грбовите е следново. Орелот на печатот нема круни и звездата е аплицирана директно на штитот. Како челенка на грбовите се повторува двоглавиот орел. Шлемот на Скендербек е со челенка козја глава со рогови, кој се поврзува со Александар Велики Македонски, што всушност и значи и самото име Скендербек. Еден од припишаните грбови на Александар е со воза како говорен грб на Ајга, престолнината на Македонија. Идејата за поврзаноста со Македонија ја нагласува и Марин Барлети, кој пишува за Ѓорги Кастриоти. Нагласува: кога луѓето ги видоа сите оние млади и храбри луѓе околу Скендербек, тогаш тоа не е тешко да се поверува дека армиите на Султан Мурат беа така поразени од страна на албанците. Навистина, времето кога звездата на Македон блескаше сјајно се врати, исто како во тие одамна заборавени времиња на Пир и Александар. Во надеж за ослободување од Отоманското царство и за обновување на Македонското царство, во 1601 година на собирот на Дуќагин документите биле оверени со печат со двоглав орел со круни над главите и надпис: печат на Кралство Македонија и Албанија. Во рамките на националното будење во 19 век расте и свесноста за славните предци и славната држава на Ѓорги Кастриот. Во текот на 1877 година започнуваат со работа неколку организации за заштита на албанците и нивните интереси. Најголема улога има формирањето на Призренската лига во 1878 година, со која започнува употребата на црвеното знаме со црниот двоглав орел. Модерната албанска држава е создадена со Декларацијата за независност, донесена во Валона на 28 ноември 1912 година. Црвеното знаме со двоглав црн орел, предлог на Исмаил Ќамил, е земено за знаме на новата држава. Албанците надвор од Албанија користеат црвено знаме со црн двоглав орел. Кога во 1992 година Република Албанија ја отстрани петокраката од знамето, тоа стана исто како и знамето што го користат албанците надвор од Албанија. Орелот како двоглав се наоѓа на грбовите на Албанија, Србија, Црна Гора, Русија, а како едноглав кај Австрија, Чешка, Полска и Германија. Во Македонија, орелот е често присутен уште од древноста. Тој се среќава на монети ковани од Аминта III, од 393 до 370 година пред нашата ера. Имено, на тетробол е представен орел што стои со глава свртена наназад. На бронзената едиција орелот е представен како јаде змија. На тетрадрахмата на Персеј од 179 до 168 година пред нашата ера е представен орел со подигнати крилја како седи на гром. Целата композиција е обкружена со дабов венец.
Како што беше спомнато, орелот е символ на Римската империја, чија што власт во древна Македонија ќе допринесе и за опстојувањето на орелот како символ на овие простори. Со самиот тој орел имаме поврзано едно предание кое што е таму од 9 век. Поврзано е со основачот на македонската династија Василиј I Македонец. Според преданието, додека мајка му работела на нивата, Василиј бил бебе и оставен на сонцето да спие. Сонцето многу силно печело. Тогаш еден орел се спуштил од височините и со крилјата му направил сенка на бебето за да не изгори од сонцето. Иако мајката се обидувала да ја избрка птицата неколку пати, таа останала да го штити детето од сонцето и мајката сватила дека тоа не е обично дете, дека од тоа дете ќе порасне некој голем воин, односно ќе стане значајна личност. По четвртиот крстоносен поход во 1208 година, во кој најмногу учествувале витези од Јужна Франција и ниските земји, на територијата на Егејска Македонија, денешна Грција, се создава Солунското латинското царство. Интензивната хералдичка практика следниот половина век остава траги во символичкото размислување и употребата на символи во рамките на тогашна Византија. По распаѓањето на Латинското и Солунското царство и обновувањето на Византиската империја во 1261 година, се повеќе се шири двоглавиот орел, кој полека го истиснува едноглавиот орел. Најчесто се среќава како декорација на ткаенини и разни други предмети. Полека од декорација почнува да станува символ. На еден печат на Теодор Палеолог, владетел на Мореа, Пелопонес, во денешна Грција, во 1391 година е представена хералдичка композиција со штит, шлем и челенка со двоглав орел. Палеолозите во 14 век го користат двоглавиот орел како свој беч, ако не како свој грб. Во Македонија двоглавиот орел се среќава на парите што ги ковал Деспот Углеша, братот на кралот Волкаши. Кралот Волкаши, нектитор на Марковиот манастир, на чиј железен хорос е прикажан двоглав орел. Од 14 век двоглавиот орел станува редовен дел од накитот, а подоцна се појавува и на накитот од женската носија. Сепак, најчестата употреба на орелот како символ во Македонија е преку традицијата на православната црква. Имено, се работи за византиската интерпретација на двоглавиот орел како двоен символ на световната и духовната власт. Како символ, тој се употребува како декоративен елемент во црквите, но и како ознака на плочи за поединечни цркви. Такви плочи можат да се најдат на надворешниот зид на црквата Свети Никола во Љубанци, Скопско и на Свети Јован Бигорски. Двоглавиот орел се среќава и на мијачките свадбарски знамења. Орелот се наоѓа на грбот на семејството со македонско потекло, Macedонаи во Австрија. Денес орелот е символ на две заедници кои живеат во Македонија. Тоа се албанската и српската заедница. Во 2005 година е донесен законот за знамињата на заедниците во Република Македонија, со кој се дозволува употреба на знамиња што заедниците ги избрале и ги употребуваат како символ на својата заедница. Со дополнувањето од 2011 година, знамето на заедниците се истакнува заедно со државното знаме на Република Македонија, кое мора да е за 1/3 поголемо од она на заедницата. И двете заедници како своји символи ги имаат избрано знамињата на нивните матични земји. Лавот се представува символично уште од камено доба. Ловците од ледено доба, уште пред повеќе од 30.000 години, прикажувале лавица како гордо лови. Лавот, како символ, е присутен во предегипетската култура во Северна Африка, каде е представуван на цртежи како разјарени лавови покрај фигура која може да се протолкува како божество.
Мотивот на лавот како символ на кралската моќ е присутен уште од Месопотамија, а продолжил во текот на подоцнежните култури на хетејците, вавилонците, асиријците, персијците и на почетокот на исламските култури како умјадите и абасидите. Во древниот Египет фараонот е представен како сфинга, лавица со човечка глава, како што е големата сфинга од Гиза. Во староегипетската и во африканските култури, лавот доминантно е представен како воин и заштитник на земјата. Египетската митологија изобилува со митолошки представи на лав, но и со натуралистички портрети на лавови како символи на заштитата и кралската моќ. Според книгата Битие од Библијата, израелското племе Јуда го имал лавот на Јуда како свој символ. Во древните индиски цивилизации лавот бил усвоен како символ на многу династии, а најпознат е лавовскиот стол на Ашока од 4 век пред нашата ера, со 4 индиски лавови свртени со грб еден кон друг. Друга варијанта на овој символ подоцна е усвоена како национален символ на Индија. Атрибутот на лавот како крал на животните е резултат на влијанието на Физиолог, рано христијанска книга за символиката на животните, која се проширила во многу култури, особено во западната култура. Најнапред напишана во 2 век, таа е преведена на латински јазик околу 4 век, а подоцна и на многу европски јазици од Блискиот Исток. Физиологистот го задржал своето влијание врз идеите за значењето на животните во Европа во текот на повеќе од 1000 години. Тој бил претходник на бестијариите, книги на животни. Кралската символика на лавот постојано била употребувана во подоцнежната историја со цел да се нагласи власта. Постојаната фасцинација од лавот јасно се гледа од разновидноста на грбовите на кои се прикажани лавови во различни бои и пози. Во античко време, лавовите биле вообичаена гледка по јужниот брег на Медитеранот, како и во Македонија и на Блискиот Исток. Во античката митологија лавот се појавува во различни функции. Лавовската порта во Микена има 2 разјарени лавици што подпираат централен столб и го представува главното божество на оваа рана елинска култура, која датира од 2 милениум пред нашата ера. Херакле, митскиот родоначалник на македонците, се соочил со неманскиот лав, ѕвер што јаде луѓе. Лавот како символ е присутен често на артефактите во Македонија, особено на монетите. На тетроболот на Ликеј од 359 година до 340 година пред нашата ера, на аверсот се наоѓа лав во природна положба за напад, додека на реверсот волк. На тетрадрахмата од истиот владетел е представен лав како се бори со Херкул. Лавот е представен и како половина лав со сонце во горниот дел. На лесниот тетробол на Пердика II од 454 година до 413 година е прикажан со главата и предните нозе. Слична представа се наоѓа и на оболот на Архелај од 413 до 399 година пред нашата ера. Освен на монети, лавот се наоѓа и на други предмети, како например наодот од Делчево од 2 и 3 век на метален украс за кола, на кој е представен лав како дави теле. Тој е присутен и на мозаиците во Плаушник. Лавот често е присутен и на накитот и на прстените што ги користеле и мажите и жените во Македонија. На прстен од археолошкото наоѓалиште Мородвис е прикажано животно, многу веројатно лав, со свитка на опашка, околу кое се поставени 8 звезди. Прстенот потекнува од втората половина на 13 век, односно почетокот на 14 век. Лавот се наоѓа и на позлатениот пехар од Оризари од 14 век. Раскошниот пехар со висока нога е сребрен со позлата.
Во централниот дел на внатрешноста е поставен златен лав во црно поле. Лавот се јавува како еден од символите на Александар Велики. Познат е неговиот лик со лавовска кожа наместо круна. Во Историја на Александар Велики Македонски, Квинт Курци Руф пишува дека еднаш, додека Филип, таткото на Александар, се одморал, забележал дека на стомакот на неговата жена Олимпија се оцртува нешто кое образувало фигура на лав. Ги прашал гатачите што значи тоа, а тие му одговориле дека таа ќе забремени и ќе носи син силен и храбар како лав. Во средниот век во европската култура големо влијание има митот за Александар Македонски. Веројатно голем удел во тоа има и делото Животот на Александар, царот на македонците, од Псевдо Калистен, напишан во 3 век, кое набргу било преведено и на латински. Ликот на Александар Велики бил длабоко врежан во свеста на луѓето како голем водач од историјата. Жак де Лонгион во 1312 година во епската поема Заклетвата на паунот го спомнува Александар Велики, кој силно ќе се врежи во литературната, но и во други видови традиција во Европа и ќе биде популарен во вековите што следуваат. Неговата представа, поврзана со лавот како символ, прилично бргу излегла од поемата и била материализирана на разни места, на гоблени, фрески, камена пластика и слично. Процесот на хералдиката во 15 и 16 век неминовно ќе доведе до практиката на припишување на грбови на историски личности кои реално и претходат на хералдиката. Така Александар Македонски, кој живее 13 века пред почетокот на хералдиката, ќе добие припишан грб. Најчест елемент на тој грб е лавот во различни атрибути и со различни пози, но најчесто во црвено-златна комбинација. Тој бил дел од композицијата Деветте достоинственици, која се јавува како незаобиколен детал во грбовниците. Се случувало уметникот да ги интерпретира грбовите на достоинствениците, заменувајќи им ги грбовите меѓу нив, што доведува до една неконзистентност. Честа представа на грбот на Александар Македонски е лав, со различни пози и атрибути, но секогаш во комбинација на златна и црвена боја. Најстарата представа е на таписерија од Јужна Холандија, која датира од околу 1380 година, што се чува во Метрополитен музеот во Њу Јорк. Александар тука е представен со црвен штит, со златен лав, што држи златна, долга воена секира. Истиот грб се среќава и во најстарата представа од книгата Заблудениот витез од 1394 година. Оваа представа со златен лав со златна секира на црвено поле се наоѓа и на други грбовници. Често секирата преминува во хелебарда, комбинација од копје и секира. Оваа представа на лав со секира се наоѓа и во инверзна комбинација на бои. Најпознатото дело за Александар Македонски во средновековна Европа е Делата и победите на Александар од Жан Воклан во 15 век, кое станува најпреведуваното и најпрепишуваното дело во средновековна Европа. Во многуте ракописни и илустрирани преписи разни уметници различно ги илустрирале сцените и символите на юнаците во нив. Во илустрациите од Вилем Верланд, Александар е прикажан како витез, што носи штит со грб со црвен лав на златно поле, каков што е присутен и на многу други ракописи од 16 век. Друга честа представа е каде што лавот, кој држи секира, седи на престол. Најраната представа е од фрескописаните ѕидови на замокот Монтли во Италија од 1430 година. Александар е представен како држи црвено знаме, на кој се наоѓа златен лав седнат на златен престол, кој држи златна секира. Лавот, како најчест символ во хералдиката, се нашол на грбовите на многу семејства, но и на држави. Од државите лав на грбот има Бугарија, Норвешка, Белгија, Чешка, Холандија, Луксембург, Шпанија.
Лавот се нашол и на грбовите на албанските благороднични семејства Гропа, Топија и Онима. Лавот како символ е присутен во грбовите на Македонија во грбовниците од 16 век. Тој се јавува во две верзии, како црвен лав на златно поле и обратно, златен лав на црвено поле. Во илирските грбовници се јавува во лондонскиот грбовник од втората половина на 16 век, на грбовникот Коренич Неорич од 1595 година, а од Алтхановиот Болонски од 1614 година лавот добива раздвоена опашка каков што е представен во Белградскиот од 1620 година, Војничкиот и многу други грбовници. Грбот е присутен и во стематографиите на Витезовиќ од 1694 година и на Жефаровиќ од 1741 година. Освен во грбовници, лавот на грбот се јавува и на мапи, печатени книги, но и насликан во цркви и на знамиња. На мапата од 1737 година од Јохан Јакоб и Герман Лидл е представен грбот на Македонија со црвен лав на златен штит, додека пак на Рилскиот манастир, кој е зоографисан во 40-тите години на 19 век, македонскиот грб е прикажан на иконостасот. Огнениот лав на жолто поле се наоѓа на знамето на Разловечкото востание од 1874 година. Под влијание на стематографијата на Жефаровиќ, мотивот на лавот ќе биде еден од најчестите знамиња на четите на Илирското востание. По осамостојувањето на Република Македонија, многу фирми и организации го земаат лавот за свое лого. Партијата ВМРО-ДПМН во летото 1990-та за свој символ го зеде златниот лав на црвена основа. Од 1 април 1991 година започна со работа првата македонска авиокомпанија Палер Македонија, која го понесе златниот лав во небото. Други компании го земаат лавот символ аплициран на производи. По самостојувањето на Република Македонија во 1991 се постави прашањето за избор на новите символи на државата, меѓу кои грбот. Првата експертска влада донесе предлог грбот на Република Македонија представува четириаголен штит со црвено поле со златно-жолт рап. Во средината на штитот се наоѓа златно-жолто обоен лав, исправен на двете задни нозе и свртен кон десно со мала трокрака круна на главата и со двокрака опашка свртена нагоре. Лавот е готов за напад со испуштен јазик и покажани зъби. Предлози за лавот да се најде на државен грб има уште неколку. Најнапред на група интелектуалци, а потоа и предлогот од Тодор Петров, кој како независен пратеник успеа да добие првична согласност од двете најголеми партии. Предлогот на социјалдемократот Грчев со златен лав на црвено поле да влезе во собраниска процедура. Во кабинетот на Тито Петковски го затекнав професор доктор Мирослав Грчев, кој ми го презентираше предлог грбот, триаголен црвен штит, на кој што е аплициран златно-жолт двоопаш лав на црвена основа кренат на задните нозе со двокрака опашка свртен на десно. Единствено што побарав пратениците од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да го потпишат предлог законот за грбот, што беше потврдено и од нивна страна. Ја започна процедурата, утврдив предлог за донесување на закон за грбот со предлог на закон. Предлогот на законот го потпиша пратениците и од ВМРО-ДПМН и од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како и независните пратеници, освен пратениците од пратеничката група на ПДП. За жал, расправата почна, но никогаш не заврши. Поради анимозитет меѓу двете пратенички групи, по многу други прашања, до крајот на првиот парламентарен состав собранието не го донесе законот за грбот на Република Македонија со апликација на земскиот грб на Македонија. Во целиот процес за утврдување на грб, никој не го оспорувал лавот како символ. Предлозите со златен лав на црвена основа наидуваа главно на две забелешки: дека тие се премногу слични на грбот на партијата ВМРО-ДПМН и на актуелниот грб на Република Бугарија.
Предлог за грб на Република Македонија со црвен лав на златен штит беше предлог на Македонското хералдичко здружение. По предавањето одржано во ноември 2013 година во музеот на град Скопје и неколкуте интервјуа, владата се заинтересира за предлогот. Во мај 2014 година бев повикан од владата да ги презентира можностите за конечното решавање на прашањето за грб на Република Македонија. Во периодот што следеше се изработи конкретно графичко решение. Грбот од Жером де Бара од 1581 година со мали интервенции на главата и торзото. Овој грб со црвен лав без круна, со единечна опашка, се разликува по 3 хералдички основи и од грбот на ВМРО-ДПМН и од грбот на Република Бугарија. На штитот е додадена круна со 5 кули, во согласно со македонскиот територијално-хералдички систем, каде според хиерархијата на територијалните единици, за град се предвидени 3 кули, за главен град 4 и за државата 5 кули. На 5 декември 2014 година, владата на Република Македонија усвои предлог за хералдички грб на Република Македонија. Грбот е базиран на традицијата на грбови поврзани со Македонија, почнувајќи од илустрациите од 15-тиот и 16-тиот век, а особено со земскиот грб во стематографиите на Витезовиќ од 1694 и Жефаровиќ од 1741 година. Ваквиот предлог дошол по согледувањето на реалната ситуација според која што Македонија и Белорусија биле единствените земји во Европа кои што користат државни символи, односно за свој државен грб имаат символи кои што потекнуваат од времето на Советскиот сојуз, односно од времето на комунизмот и како такви главни обележја на нивните грбови се сонцето, житните класија и црвената петокрака. Ваквата одлука била донесена на владината седница со заедничко мислење од страна на министрите од ВМРО-ДПМН, поддржано и од министрите од Демократската унија за интеграција, со оглед на тоа дека станува збор за предлог закон кој што кога би отишол на гласање во собранието за него би било потребно бадентерово мнозинство. Меѓутоа од владината прес-служба велат дека ваквиот предлог кој што дополнително ќе треба да оди на јавна расправа и се уште, значи, официјално ќе се доработува, би бил поддржан и од пратениците на ВМРО-ДПМН и од пратениците на ДУИ, а со тоа би имал и двотретинско мнозинство во Македонското собрание. Со новото идејно решение се символизира републиканскиот облик на уредување на самата држава и самото идејно решение има длабока историска фундаментираност, односно историски гледано наназад во еден поширок период, токму преку вакво идејно графичко решение хералдички се символизирала територијата на Република Македонија. Надлежните велат дека со неговото донесување Македонија ќе се вброи во семејството на европските земји како земја со европски стремежи, кои се грижат за своето минато, но и за својата иднина, промовирајќи заедништво и врзувајќи се за символ кој не носи никаква поделба по ниту еден основ во себе, туку напротив, создава единство на сите што живеат на овие простори. Во новиот предлог црвен лав на златна основа за државен грб на Македонија нема ништо спорно за историчарите од соседните земји, Албанија и Косово. Според нив, мотивот на лавот е дел и од албанската традиција. Лавот се појавува на неколку албански семејни грбови во 12-тиот и 13-тиот век, вели албанологот и професор од Албанија Плумб Джуфи на денешната трибина организирана од Државниот факултет во Тедово. Мотивот на лавот кој што го наоѓаме кај овие двајца дукови од 13 и 12 век го среќаваме и кај Скендербег во времето кога неговата држава веќе беше консолидирана. Значи Скендербег во знакот на двоглавиот орел што беше символ на неговото семејство го додаде и лавот и една звезда. Лавот како символ го имале сите кнежевства на Балканот. На трибината беше посочено дека ниту Албанија не била одмината од овој символ. Професорот по римско право на Државниот универзитет во Тетово, Башким Селмани, рече дека лавот ги представувал победниците во битките уште од времето на Римската империја.
Не може да им смета ни на албанците, ни на македонците, бидејќи тоа е лав, тоа е символика на лав. Лавот е во движење. Македонија е мултикултурна и мултиетничка заедница, па мислам дека со дебатите и да рече и јавноста и опште и научната јавност ќе се најде некој адекватно решение. Црвениот лав на жолта основа е македонски грб што се појавил уште во 16-тиот век. Постои во грбовниците и го користеле во станиците како амблем на знаме, велат историчарите. Според нив Македонија остана меѓу последните со државен грб што хералдички не е издржан. Сегашниот предлог на Сдруженијето на хералдичари е единствен. Историчарите се едногласни. Новиот изглед на македонскиот грб ги содржи сите хералдички елементи, за сметка на сегашното решение, кое него има тоа. Потребата од нов државен грб е апсолутно неспорна и тоа требаше да биде направено уште во периодот на осамостојувањето, согласни сите учесници на дебатата што ја организираше Институтот за национална историја, во која што учествува и професори од Институтот за историја на Филозофскиот факултет, како и од Хералдичкото здружение. Лавот како дел од новиот предлог дизајн за државниот грб според дискутантите има историска оправданост. Земскиот грб со представа на лав на Македонија, мислам дека е историски основана и документално потврдена. Тезите за влечење паралели на идентичност меѓу понудениот дизајн со бугарскиот државен грб или со партиите со презнак ВМРО беа отфрлени како апсолутно неосновани. Станува збор за грб кој што е дел од историјата, значи кој што е дел од стематографијата на Жефарович, каде што сите балкански народи ги земале своите грбови. Бидејќи ние последни, после долги години, стигнавме до времето да го побараме символот за нашата држава, го побаравме во стематографиите на Жефарович. Грбот е добар, како лав, како основа, ама врста основа мора да се тоа значи сите историски образложенија кои се поврзани со македонскиот идентитет, еве сега гледаме и со македонското име и тото, ние мора тоа да се го браниме. И тоа ќе го одбраниме и преку гербот. Црвениот лав на златна основа е еден од најчесто застапените символи, користен низ историјата на македонската територија. Ова е одговорот на професорите учесници на трибината, зошто ваков символ како нов грб на Македонија. Блазонот, описот на овој грб гласи: на златно-жолто поле разгневен црвен лав. Штитот е крунисан со златно-жолта градобранска круна со 5 кули поставени на златна диадема украсена со рубини и бисери. Ваквиот предлог е во согласност со историските факти, а воедно одговара на народната перцепција од преродбеничко време. Лавот како символ може да биде обединувачки на сите заедници и граѓани, како што е тоа докажано и во низа европски земји. Лавот е несомнено символ и на македонците, албанците и другите заедници во Македонија, кој представува и земски символ на земјата, територијата, државата. Затоа црвениот лав на златно поле е најдобар хералдички символ кој има своја традиција. Со донесувањето на овој грб, Македонија ќе се вброи во семејството на европските земји кои се грижат за своето минато, но и за својата иднина, промовирајќи заедништво и врзувајќи се за символ што не носи никаква поделба ниту по еден основ во себе, туку напротив, создава единство на сите што живеат на овие простори. Овој предлог најде на поддршка меѓу стручната јавност дека предлогот е хералдички и е базиран на македонското хералдичко наследство и ги има сите потребни карактеристики за грб на Република Македонија. Поддршката беше голема и меѓу граѓанството. За усвојување на овој грб беше потребно и Бадинтерово мнозинство, кое беше обезбедено со согласноста на лидерот на ДУИ Али Ахмети. Но еден дел од пратениците на ДУИ искажаа дека нема да го поддржат предлогот. Со тоа практично се изгуби и потребното Бадинтерово мнозинство и предлогот не влезе во собраниска процедура. Овој период коинцидира со започнување на големата политичка криза во Македонија, со што прашањето за грбот веќе не беше приоритетно.